Освен високите температури преку ден, што се очекува да ја надминат 40-ката на живота на термометарот, синоптичарите предупредуваат дека неделава и ноќите ќе бидат тропски, бидејќи температурата од четврток и после полноќ во Скопје ќе биде над 20 степени Целзиусови. Истиот ден ќе има услови за дожд и грмежи, што не се очекува да не разладат со оглед на метеоролошките предвидувања. Топлиот бран ќе биде најизразен во деновите што следуваат, па се до крајот на седмицава. Особено топло ќе биде во деновите од викендот што следува, кога дневната температура се очекува наместа да го надмине и 40-тиот степен. Особено од четврток, значи ќе имаме високи температури во текот на ноќта, кога температурата на воздухот во ношните часови ќе биде во интервал од 15, 16 па се до 25 степени. После 12 до 3 до 4 околу 22-23 степен. Изгор топлото време веќе го зема данокот во здравје, барем ако се суди по зголемениот број на итни интервенции на службата за медицинска помош. Изминатата ноќ интервенирале за 4 сообраќајни незгоди на моторциклисти, а исте и бројот на дневни колапси. Лекарите предупредуваат дека во наредните денови, кога и залезот на сонцето нема да направи огромна разлика во температурите, да не се напрега телото со силна физичка активност, а адаптацијата од подклима надвор и обратно да биде етапна. Не може да не ги ладиме просториите каде што седиме, бидејќи се многу високи температурите. Што треба да правиме? Треба да направиме начин да го правиме тој преод од ниска температура во повисока. Значи прво треба да идеме во простории каде што имаме некоја нормална, понормална температура, па да излеземе каде што е најтопло. Исто е на пример и со возилото. Треба прво возилото да се отвори, да се олади, па да се влезе внатре. Значи она адекватно прилагодување на температурата. Исто и обратно, значи кога идеме од една топла средина надвор каде што има високи температури, директно не да влеземе во просторијата каде што е најладно. Значи има простории кои што се помалку ладни, тоа да биде постепено, значи да има еден преод, постепено да се иде во простории со повисока или пак со пониска температура. Лекарите апелираат дека пиењето вода треба да биде редовно и во големи количества, дури и кога не се чувствува директна жет. Да се избегнуваат алкохолни пијалоци или оние со висок процент на шеќер и кофеин, бидејќи дополнително го забрзуваат процесот на дехидратација. Во однос на исхраната, да се конзумира полесна храна, главно овошје, зеленчук и супи, а да се избегнуваат помасни и обилни оброци.